Цивил медија. По се што се кажало сега во изминатиот период, дебатава, не знам јас што се би кажал, но би се надоврзал на последново за председателскиве избори. Повеќе ми изгледа тоа дека ќе се случи некој попис на население, отколку председателски избори, затоа што видовме дека дури Јамди Бајрам ќе се кандидира за председател, гледаме дека има некоја најава од албанците, гледаме дека има од македонците и сега на некој начин доаѓа секој ќе гласа за својот, па без разлика каков ќе биде. И тоа на некој начин ќе биде попис, еве ние колку сме, колку ќе не поддржат моите, колку ќе поддржат вашите. Што на некој начин не се бира председател на куќен совет, се бира председател на држава, ама за жал ние живееме во општество кое што наместо да се намалува национализмот, во последниот период некако забрзано расте. И наместо да зборуваме за суштествени прашања и проблеми, ние тие ги гледаме од етнички аспект. Ќе дадам еден пример во Шуто Ризари што се случи тепачката, има во еден куп медиуми роми претепале двајца полицајци албанци. Мора да биде нагласена етничката припадност на полицајците, а исто така мора да биде нагласена и етничката припадност на ромите, но исто така тие медиуми не им е добро кога во македонските медиуми пишува полицијата уапси албанец со кило дрога. И тоа не е во ред, но во овој случај го прават тоа. Што сакам да кажам дека во овој случај медиумите ќе имаат голема одговорност на тоа на каде ќе оди државата. Дали ќе имаме ставови кои што ќе се разбудува и ќе се храни национализмот или ќе се стави крај на национализмот. Пред некој ден имаше можеби комична невладина организација или здружение, како да го наречам, за заштита на семејните вредности или така нешто се нарече. Истите тие луѓе се борат за да се ги зачуваат семејните вредности со тоа што нема да дозволат истополови бракови и истите тие луѓе нивните деца ги учат да ги мразат сите останати што не поддржуваат брак со еден маж и една жена. Ја би се навратил малце околу ромската циркузијада што се случува сега. Не можам друг наслов да најдам освен циркуш дека се случува. Денеска овој говор мој нема да биде пренесен во ниту еден медиум. Истиот говор на Амди тука да се појавеше ќе бидеше пренесен во 100 медиуми. Зошто? Затоа што ќе беше забавен, ќе беше не знам Кока-кола, ластик систем или не знам каков систем. Но тоа е само за медиумска циркузијада, но ништо нема суштинско да се пренесе. Тој нема ништо направено за ромите, или па некој друг политичар ромски. Имаме ситуација каде што председател на собрание се обраќа на ромски лидер со абе, заќути. И сега имаме ситуација каде што ромските лидери наместо да се изборат во изминатава 2018 година да им го подобрат животот на ромите, они беа само кликачи на тастерот и гласаа во собрание. Имавме 3 пати промена на министер без ресор кој е безгласен, кој што ништо не знаеме што се направи во изминатата 2018, веќе имаме 2 месеца поминати од 2019, ние не знаеме како изгледа тој човек. Би се навратил со позитивна мисла дека младите не бегаат од државата затоа што не се вработуваат во државна институција. Ако тоа беше последната статистика или сознание на одредени министри и политичари. Младите бегаат од државата поради тоа што квалитетен кадар не се вработува таму каде што треба. Туку некој што поради семејни врски ќе се вработи во одредена позиција. Не викам дека тие луѓе треба да останат на улица. Напротив, и тие нечии деца на министри, функционери треба да се вработат. Но да почне да биде некако, како би рекло, би го искоментирал, она се претера со новинарството. Ја ќе речам се претера со транспарентноста. Не бидете толку транспарентни, барем да не слушаме секој ден дека некое дете на некој
политичар е вработен во некоја државна институција. Помалце ќе боли. Не знам, некако нема да ме натера јас да како млад човек дека ќе треба да си го земам пасошот и да извадам карта за еден правец. Ви благодарам. Цивил медија